Новиот директор на Македонски железници АД Транспорт, Зулјхајра Демири, не е познато колку заработувал додека работел како келнер, како што тврдат опозицијските партии, но директорската фотелја во најголемиот загубар во земјава ќе му донесе прилично висока плата. А АЕД истражуваше колку потрошиле Македонски железници за плати на 7 директори за секоја од последните 5 години, во кои со предпријатието раководеле кадри на албанските партии, ДУИ, Алтернатива и БЕСА. Според податоците до кои стигна АЕД, ова предпријатие, кое важи за задоволување на директорските апетити на албанските партии кои преговараат со СДСМ за влез во власта, во последните 5 години за плати издвоило 37 милиони евра, а голем дел од колачот завршува во джебот на директорите. За 2022 година заплати се издвоени 456.959 денари или 7,3 милиони евра. Во 2021 година заплати се потрошени 481.668 денари или 7,8 милиони евра. Во 2020 година се потрошени 7,54 милиони евра, за 2019 година се издвоени 7,15 милиони евра, а за 2018 година железници заплати потрошила 7,2 милиони евра. Демири ќе биде шестиот генерален директор на Железници Транспорт од септември 2018 година наваму, кој доаѓа од албанските партии кои се дел од владината коалиција, а ќе го замени Мајан Весели, кој беше кадарна алтернатива. Демири новаа функција доаѓа од позицијата председател на партискиот огранок од Врапчиште и ќе заработува основна нето плата од 61.216 денари како генерален директор. Оваа плата е намалена од 1 октомври 2022 година согласно препораките на владата за намалување на примањата на именувани функционери, а претходно изнесувала 66.692 денари нето. Прилично високи плати имаат и 6 секторски директори кои според статутот на компанијата се и членови на управниот одбор. Нето платата на член на управен одбор изнесувала 62.761 денар до 1 октомври 2022 година, а со намалувањето од владата изнесувала 57.611 денари. 6 директори за 2022 година заработиле 4.456.992 денари или 75.000 евра нето плата. Нето платата на советникот на директорот изнесува 54.665 денари. Во моментов, генералниот директор има двајца советници за кои Македонски железници годинава ќе треба да издвои 1.311.960 денари нето плата, односно 21.000 евра. Надзорниот одбор го сочинуваат 6 членови кои добиваат месечен надоместок од 10.000 денари и председател на одборот кој добива месечен надоместок од 12.000 денари. Македонски железници издвојува по 864.000 денари нето за хонорар за надзорниот одбор. Според податоците на АЕД, сите функционери и советници во Македонски железници месечно ја чинеле компанијата 624.588 денари нето, односно годишно 7.495.056 денари. Во последните 5 години, само за нето плати на директори, советници и членови на надзорен одбор, Железници АД Транспорт потрошиле 37.475.280 денари или 610.000 евра. Ако на ова се додадат и придонесите и додатоците, се доаѓа до сума од 1 милион евра за плати на 7 функционери, 2 советници и 7 членови на надзорен одбор. Финансиските извештаи до кои дојде АЕД покажуваат дека Железници АД Транспорт во периодот додека со него директоруваат албанските партии генерирало загуби од 30 милиони евра. 2018 година е завршена со загуба од 7,8 милиони евра. Во 2019 година е генерирана загуба од 6,56 милиони евра. Во 2020 година минусот е 6,25 милиони евра. За 2021 година е утврдена загуба од 4,5 милиони евра, а лани за 3 квартали загубата достигнала 4,63 милиони евра. Од Железници за АЕД веле дека имало повеќе фактори за огромните загуби во работењето. Намален е обемот на работа, имаме поскапување на струјата и нафтата, а влијаеше и пандемијата со COVID-19. Имаме ограничување на пругите на ЈП инфраструктура, како и ограничување и затвори на пругите во Србија, недостаток на локомотиви и застарен возен парк, објаснија оттаму.
Железничкиот систем на 9 април ќе прослави 150 години од своето постоење. Македонски железници АД Транспорт ќе го одбележат јубилејот со возови кои имаат просечна старост од 50 години, вагони без грејење, пруга на која овие возови се движат со 20 км на час и долгови од на 30 милиони евра.